Извесен број патници кои сакаат да си заминат од Македонија денеска чекаа во салата на Скопскиот аеродром во исчекување нивниот лет да биде најавен. Но поради лошото време дел од летовите беа откажани. Еркан Ајдари, кој беше дојден да го пречека семејството кое патува од Виена, рече дека ги чекал и вчера, но авионот поради силен ветер бил принуден да се врати во Виена. Вчера авионот за Виена требаше да дојде овдека во 12, закас на 1,5 сат. Се вртише горе, че за пол сат и се ојде прак назад во Виена. Дојдовме овдека, чекавме 3 сати, 4 сати. И денеска пак дојдовме. Да ги земе, ама дојде, сега дојде. Да видиме сега. Денеска се е во ред? Денеска е во ред. За денеска, а вчера не беше. Аргент Идризи, патникот гостивар, денеска рече дека треба да чека скоро 2 часа повеќе, затоа што неговиот лет ќе полета подоцна. Още ме во неје преди само. Летот е со закъснување од неколку часа. Беше закажан за 13:50, но сега е сменет во 15:25, сигурно од лошото време. Од ТАВ Македонија за ТВ21 велат дека и покрај лошото време на двата аеродроми во Скопје и Охрид, летовите главно се одвиваат без големи промени. Утринава најголем дел од летовите успешно се реализирани. Поради тешки временски услови во Истанбул, единствено Туркиш ги откажа утринскиот и вечерниот лет од овој град. Според последните прогнози, се очекува денешните временски услови да се подобрат и да ги намалат потешкотиите што авиокомпаниите ги имат при реализирање на летовите. ТАВ Македонија во периодот од јануари до ноември 2016 година забележа раст од 16% на бројот патници, достигнувајќи бројка од вкупно 1.660.000 патници за 11 месеци.